Благодарам, колешке. Дали некој друг ба разбор? Каролина, поверете. Почитуван заменик председател, почитувани колеги пратеници, би да објаснила дека Министерството за здравство формира работни групи за промена и усогласување на 12 закони од областа на здравствениот систем. При првото јавно презентирање на потребата од промена на овие закони кои фаќаат различни области, Министерот за здравство ги наведе 12 закони, меѓу кои најобемниот закон за здравствена заштита, во кој е и членот 161 кој е предмет на денешнава расправа. Потребата за изменување, дополнување и меѓусебно усогласување треба да биде и во корелација со современите потреби на здравствениот систем, например дигитализација на здравствените податоци како мој термин, е-здравство и укинување на хартиените картони. Министерството за здравство работи на најобемната реформа на законската регулатива во здравствениот сектор досега, вклучувајќи усогласување и модернизација на правната рамка, елиминирање на правните нејасноти и судири меѓу законите, поддршка на дигитализацијата, унапредување на јавно здравствените услуги и пристапот на пациентите. Членот 161, поради неговата нелогичност, ќе претрпи суштинска измена, бидејќи не може, кога се работи за доктор или медицинска сестра, директорот да одбере кој од нив е најдобар. Мора да се избере најдобро рангираниот. Сите ние сме потенцијални пациенти и овде не може меритократијата да се множи со нула. Она што исто така ќе биде предмет на измена и членот 160, кој се однесува на начинот на избор на комисијата што треба да го прави интервјуто, критериумите според кои ќе се оценува кандидатот, бодувањето, траењето на огласот и каде тој ќе биде објавен и така натаму. Укинувањето само на дискреционото право на директорот нема да ги даде посакуваните резултати. За реализација на оваа обемна реформа, Министерот за здравство ја има целосната поддршка од премиерот и владата на Република Македонија. Ви благодарам.